Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо од студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро. Срдечен поздрав од студиото на радио Глас на надежта. Еве и ова утро сме повторно заедно. Денеска е петок, 13. јануари 2023 година. Ке ги проследиме на почетокот нашите редовни сервисни информации. Најпрви ќе се запознаеме со временската прогноза. Утрово во Кавадарци 8 на облачно време со позитивна температура плюс 3 степени. А ќе се движи некаде до 6 денеска во Кавадарци, односно во Теквишијата. Во останатите делови на нашата земја температурите ќе се движат од минус 4 до 2 во западниот дел, во Скопската котлина од 4 до 8, во Комановско од 0 до 4 степени, Беровско од 0 до 4, најтопло ќе биде секако во котлината на Гевгелија од 6 до 12 степени. Во Пелагонија исто така ќе има добра температура, значи ќе имаме од 2 до 5, и во Охридско од минус 2 до 5 степени. Наутро ќе има магла на поедини делови во нашата земја, во поедини делови и котлини. Преку денот ќе биде променливо облачно со слаб до умерен ветер од северозападен правец. Попладне облачноста ќе се намалува. Во Скопје ќе биде променливо облачно, попладне со повеќе сончеви периоди, ќе дува слаб ветер од северозападен правец. За овој дел од годината имаме релативно добро, топло време, почитувани пријатели, зашто во минатите години знаеше на почетокот на јануари или во средината да имаме дури и снег. Но еве сега сме петок, значи последниот работен ден во оваа седмица, 13. јануари, температурата е релативно добра. Што се однесува до утрешната температура, ќе биде слична. Утринските ќе бидат малце пониски, значи од минус 3 до 3 во западните делови, во средишниот дел на Македонија од 1 до 6. Најтопло ќе биде повторно и утре во Гевгелискиот регион, променливо облачно со повремени слаби локални врнежи од дожд, а на некои од повисоките места и на планините од снег. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Ако планирате да заминете на викенд овие денови, значи денес, утре и задутре, прогнозата дека ќе имаме до 12, односно на 17. јануари до 13 дневна температура, тоа е релативно топло за овој дел од годината, така да ќе биде, например, еве на 17. променливо облачно наутро и преку денот со повремен дожд, поизразен во западните делови, попладне претежно од запад ќе почнат врнежи од дожд. Како е де, топло е времето, искористите ги овие се уште добри денови за прошетка. Што се однесува до состојбата на патиштата, Автомотосојузот на Македонија јавува дека интензитетот на сообраќај на патните правци надвор градските средини е умерен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржување за влез и за излез од државата. Сепак, АМСМ препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно правување со моторните возила, особено на оние патишта каде можено е да има и одрони поради врнежите. Да отидеме за миг до граничните премини. Вие кои планирате да ја напуштите нашата земја, секако од оправдани причини, еве ќе отидеме на граничниот премин Богородица. Тука гледам сонце, нема воопшто гужва, ниту за влез, ниту за излез од нашата земја. На Деве Бајер, кон соседна Бугарија, исто нема гужва, сончево е. На Табановце
незначително неколку автомобили за влез и за излез од нашата земја. Одиме на граничниот премен кон соседно Косово, Блаце, и овде има само неколку автомобили за излез од нашата земја, а за влез и да нема. Меđutlија, исто празно, сончево. Одиме кон соседна Албанија, Кјафасан, исто нема воопшто никакви автомобили, ниту камиони за влез и за излез од нашата земја, и гледам дека овде времето е сончево. Како е да е, ви посекуваме пријатно возење и биете внимателни, посебно кога возите во градските средини. Почитувајте ги пешичките премини, каде што пешаците имаат предност, зашто многу деца, многу луѓе, на жалост, загинаа во минатата година токму на пешачките премини. Спомнав дека денеска е 13. јануари. Ајде малце да кажеме за бројката 13. Знам, во народот постои суеверие, постои размислување дека таа бројка е лоша, проклество може да те снајди, така натаму. Еве, побарав некои информации зошто луѓето овој ден го сметат за несреќен ден и дали навистина која ќе се совпадне 13 и плюс да биде петок, тогаш луѓето се плашаат од бројката 13 и од денот петок. Еве што запишале историчарите. Петок 13 за голем број суеверни луѓе во светот, посебно во Европа, во Северна и Јужна Америка и во Австралија се сметат за несреќен ден. На тој ден се избегнуваат патувања, склучувања договори и други поважни работи, стравувајќи од несреќа. Дури и не се потпишуваат брачни договори во смисол венчавка и така натаму регистрација на бракот. Има повеќе верувања за потеклото на суеверието за петок 13, почнувајќи од тоа дека Ева во рајот го измамила Адам со јаболкото токму во петок. Дури на тој ден се случила библиската поплава, внимавајте сега, до каде оди човечката безумност, почитувани пријатели. Драги гледачи, вие кои сте ја читале Библијата, знаете дека тоа воопшто не го пишува во Светото писмо. Но луѓето наседнуваат и веруваат на такви бабски приказки. Значи, се верува дека Адам и Ева јаболкото го изеле во петок, понатаму библиската поплава била во петок, дека Бог во петок 13 ги измешал јазиците на Вавилонската кула, а Исус Христос бил распнат во петок. Точно, Исус бил распнат во петок, но дали бил 13? Од каде знаат луѓето? За несрекниот број 13 се врзува и верувањето дека токму толку луѓе биле на тајната вечера. Да, биле 12 апостоли плюс Исус 13. Но вешто луѓето ги врзуваат тие бројки со половистина, со лага и така да ја спакува таа 100% лага и ја пласираат на луѓето и веруваат во таа бројка 13 дека е баксус, односно дека кога е петок, тоа е потоа црн петок го нарекуваат. Сепак како најубедливо верување за потеклото на митот за петок 13, историчарите го посочуваат настанот што се случил на 13. октомври, петок 1307 година, кога францускиот крал Филип IV наредил да се уапсат и погубат водачот на темпларскиот ред Жак де Молеј и 60 негови најблиски приврзаници. Хајката на темпларите брзо се проширила низ цела Европа. Стотици припадници на христијанскиот војен ред темплари настанат за време на првиот крстоносен поход во 1096 година, биле оапсени, мачени и убиени за да се принудат да го признат својот наводен ерес. Папата Клемент V во 1314 година го забранил темпларскиот ред, пошто тој продолжил да постои тајно. Значи, делувале тајно. Јавно не смеле, зашто можеле да бидат убиени. Од тој петок 13 1307 година следбениците на темпларите го сметаат тој ден како несреќен и како ден на ѓаволот. Суеверието за петок 13 или за несреќниот број 13 го поттикнуваат и филмска и издавачка продукција со многобројни дела токму на таа тема, меѓу кои се холивудскиот филмски серијал Петок 13, мистериозната новела 13 на вечера од Агата Кристи и драмата околу мисијата на вселенскиот број Аполо 13, за што е снимен и филм. Според најновите истражувања, астероидот Апофилис
ki se približi na zemljata во петок, 13. април 2029 година. Гледате до каде оди тоа суеверие. Вие знаете дека испратовите во хотелите 13 не постои, бројка на собите 13 не постои. Значи луѓето се плашат или да влезат во таква соба да спијат кај што има на вратата број 13. Библијата што кажува за тоа? Библијата е многу јасна. Не треба се плашиме ниту од бројката 13, ниту од петок како се совпаднат. Петок е ден како и другите денови. Во Библијата пишува, мудриот Соломон напишал, незаслужна клетва нема да го фати човекот. Во смисол, ние не веруваме во такви суеверни работи, христијаните барем. Треба да се подпираме на Господа, зашто Господ го знае нашиот живот. Нашата иднина е во раците на Господа. Секој ден треба да го отпочнуваме со молитва и Господа не штити. Што е да биде? Да бидеме ние на страната на Господа. Еве, почитувани пријатели, толку кажавме за петок, 13 како датум или бројка, што многу луѓе веруваат во суеверието на баксозот на тој ден или на таа бројка. Еве, пред да одрежени пуштате една песна христијанска, само уште неколку капки на мудроста да ви прочитам на почетокот од ова емисија, почитувани гледачи. Верата е љубовта е активна грижа за животот и развојот на луѓето кон кои им се драги. Ожени се на брзина, ке се каиш на тенане, некој рекол. Залюбените се гледат само себе, а заборават дека ги гледа цел свет. Верноста во малите работи е подготовка за голема одговорност. Не се сите будни кои имаат отворени очи. Звучниците го појачуваат гласот, но не и аргументите. Еве, тоа беа неколку капки на мудроста. Почитувани гледачи, добре дојдовте на сите вас, кои во меѓувреме се вклучивте во нашата утринска програма Добро утро, емисија која се емитува од студиото на Радио Глас на надежта од Кавадрици. Ајде сега да одиме со една христијанска песна. This world is not my home, I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. I have a loving mother just over in glory land, and I don't expect to stop until I shake her hand. She's waiting now for me in heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Just over in glory land we'll live eternally. The saints on every hand are shouting victory. Their songs of sweetest praise drift back from heaven's shore, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't
feel at home in this world anymore. Продолжуваме со нашата програма. Почитувани гледачи, вие следите утринската програма Добро утро на радио Глас на надежта. Следува рубриката Читање од Библијата. Ова утро наред е да го прочитаме дел од 35-тиот псалом. Ќе го поделиме на два дела, бидејќи е подолг, така да ќе прочитаме некаде 18 стиха од 35-тиот псалом. Обвини ги, Господе, моите обвинители, нападни ги моите напаѓачи. Стави оклоп и земи штит, стани и приди ми на помош. Разматајте копје и попречим го патот на моите непријатели. Речи на мојата душа, јас сум твоето спасение. До безчест нека се засрамат оние кои животот мој го бараат. Во збрка нека се повлечат оние кои пропаст ми смислуваат. Нека бидат како плева на ветерот и ангел Господов да ги брка. Нека им биде мрачен и лизгав патот и ангел Господов да ги гони. Бидејќи без повод скриена мрежа ми поставија и без причина јама ми ископаа. Ненадејна пропаст нека ги снајде, нека се уловат во мрежата што за мене ја поставија. Нека паднат во јамата и нека загинат. Тогаш душата во Господа ќе ми се радува и во неговото спасение ќе благува. Сите коски ќе ми воскликнуваат. Кој е како тебе, Господе? Ти го избавуваш немокниот од надмокниот, сиротиот и бедниот од ограбувачот. Лажни сведоци се креваат, ништо не знам за тоа, за кое што ме обвинуваат. Зло за добро ми враќаат, душата ми ја жалостат, а во нивните болести јас ја црпев и носев, и до исцрпеност постев, а кога моите молитви без одговор вгради ми се враќаат. Спиев во тагата, како за пријател или за брат, свиткан бев од жал, како да ја оплакуваат собствената мака. А кога јас паднав, тие се здружија и ликуваа, одеднаш напаѓачи ми се нафрлија, без престан ме клеветеа. Како безбожници, пакосно ми се подбиваа и против мене се со заби крцкаа. О, Господи, до кога ќе гледаш? Истргни ми ја душата од нивното пустошење, милиот ми живот од тие лавови. Ке ти благодарам пред големото собрание, ке те славам среде на собраните. Наистина, овде Давид го излива своето срце пред Господа, почитувани гледачи. Имал мака, имал тешкоти, имал непријатели пред се. Тој бил цар. Не само што имал непријатели од дома, неговиот син Авесалом станал со една група на млади против него, меѓутоа имал и надворешни непријатели. Единствена заштита тој ја наоѓал во Господа. И затоа овој псалом носи наслов Молитва на прогонетиот праведник. Може и ние поминуваме ни своји проблеми собствени, ни своји премрежја. Нека Господ биде наша потпора, наша заштита и подпирач и во овој петочен ден, иако е бројката 13, да не се вознемируваме. Тоа е нормална бројка, после 12 доаѓа 13 па 14. Важно е, Господе, неговото ветување постојано, тој ни го упатува дека ќе биде со нас до крајот на векот. Тамо пишува во Мати 28 глава, последниот стих вели: јас сум со вас до крајот на векот, на твојот и на мојот век, на твојот и на мојот живот. Господ ветува дека ќе биде со нас. Нека и ние бидеме во овој ден кој Господ денес ни го подарува, со него да го следиме и да живееме како што тој ни наложува. Одиме сега повторно со песна.
Evo je повторно во нашата програма, почно гледачи, ја следите во жива програма која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Следува рубриката Вести од светот. Денеска имаме интересни вести, не доаѓаат од Руанда. Интересна е ова земја, еве на почетокот ќе ви соопштам само неколку информации, зашто и наредните вести во другата емисија која ќе следува во понеделник исто така вестите ќе ни дојдат од Руанда. Официјално Република Руанда е независна држава без излез на море во областа на големите езера во регионот на Источна Африка. Руанда граничи со Уганда на север, Бурунди на југ, Демократска република Конго на запад и Танзанија на исток. Како дом служи или обслужува на 10 милиони луѓе. Руанда е најгусто населена држава во континентална Африка, од кои повеќето се вклучени во земјоделскиот сектор. Руанда е со плодна земја и со голем број на ридски предели, што на републиката и го дале епитетот земја на 1000 ридови. Интересни податоци. Земјата добила значително меѓународно внимание поради геноцидот во 1994 година, во кој помеѓу 800 и 1 милион луѓе били убиени. Може би во некој од наредните емисии малце ќе зборуваме за тој масакар што се случил, почитувани гледачи, во 1994 година, каде што христијаните меѓу себе се убивале. Таму има две племиња и тие меѓу себе се завојувале. Многу луѓе тогаш спас и заштита пронашле или сакале да пронајдат во црквите, без разлика дали е католичка, адвентистичка или некоја друга, се сокриле внатре и дошле внатре луѓето, непријателите, односно до вчера биле браќа и сестри во една црква оделе, но биле од различни племиња и толку биле раскарени, што со мачети, со ножеви, еве како што овој податок вели, од 800 до 1 милион луѓе биле масакрирани, убиени меѓу себе. Затоа ќе припремиме повеќе податоци во една од наредните емисии, да видиме што значи злото кое ќе влезе, омразата, националната омраза, мразејќи го другиот зашто е црн, зашто е бел или жолт. Библијата научи да ги сакаме сите луѓе без разлика на боја на кожата и вероисповест. Понатаму еве што кажува податокот, во 2008 година Руанда стана првата земја во историјата која го избрала националниот законодавен дом во кој мнозинството од членовите се жени. Интересно, кај нас има неколку жени во парламентот, а овде повеќе се жени. 3/4 од населението живее под линијата на сиромаштијата, меѓународни со $1,25 на ден. Зарем е можно? $1 ако е 50 денари, значи некаде за 60-70 денари дневно. Што може денес да се купи во Македонија за 50-60 денари да се преживее? Еве каква сиромаштија владе во овој дел на светот. Ајде да ги проследиме сега вестите од овој дел на светот. Вестите ни ги раскажува момчето по име Клод. Бегање од неволја. Клод почнал да пие кога имал 12 години. Тој барал излез од неволите што го потиснувале неговиот млад живот во Руанда. Клод растел во семејство кое постојано било во кавги. Таткото и мајката постојано се расправале. Мајката се расправала и со свекрвата, па и тие расправи понекогаш излегувале од дома за неколку дена да помине кај низината мајка. Значи, момчето бегало од дома зашто имало често пати расправи. Мајката го молела таткото да се преселат во друг град, далеко од неговите роднини, но тој одбил, велејќи дека тоа не може да го стори и да ги напушти неговите роднини. Таткото наеднаш тешко се разболел, се лекувал, но неговата состојба постојано се влушувала. Отишол на клиника, но докторот не можел да му помогне, па го испратил во болница. Таму му била диагностицирана маларија. Неговиот татко поминал многу денови во болница, а Клод можел да ги слушне луѓето како велат дека татко му нема да преживее.
Меѓутоа, таткото не умрел, но почнал да се однесува чудно во болницата. Од ова болница тој бил префрлен во психијатрска болница. По долготраен третман закрепнал и се вратил дома, но тој го загубил слухот по лекувањето во болницата и не можел да слуша. Наместо да го слават чудесното закрепнување на неговиот татко, роднините и соседите покажале сомневање дали тој воопшто имал маларија. Во тајност велеле дека мајка му се обидела да го отруе. Мајката повеќе не можела да се носи со постојаните напади и конечно побарала развод, оставајќи го Клод со татко му. Неговиот татко набрзо го испратил Клод да живее со баба му. Откако таткото повторно се оженил, го повикал момчето да си дојде дома. Клод бил исплашен од тешкото детство, се чувствувал осамено, почнал да пие. Како 12-годишно момче, тој бил очаен и несреќен. Еден ден, по неколку пиечки во соседството забележал едно момче на улица со книга во рака. Книгата била Големата борба од Елена Вајт. На предната скорица на книгата имало слика со бели ангели. Клод бил восхитен од насловот Големата борба. Знаел дека зборот борба значи несогласување или кавга. Во текот на детството имал многу можности да види несогласувања и расправи. Ако во книгата се зборува за голема борба, си помислил, тогаш зошто на корицата на книгата има бели ангели, бил многу љубопитен. Може ли да ја познаем оваа книга, го прашал момчето. Момчето забележало дека Клод е пијан, но не се спротивставило на неговите зборови. Ако се покаеш, ке стоиш како овие ангели, што можеш да ги видиш на корицата од книгата, рекло момчето. Ако се покаеш, ке можеш да застанеш пред самиот Господ Исус, кога ќе дојде повторно во својата слава. Зборовите на момчето го погодиле Клод како гром. Во истиот момент се отрезнил, почувствувал голем товар на вина за своите лоши дела. Се сетил дека го гледал тоа момче од соседството како оди во црква секоја сабота. Може ли следната сабота да дојдам со тебе во црква, го прашал момчето. Момчето се насмевнало и климнало со главата, велејќи, би ми било задоволство да дојдеш со мене. Во сабота децата и возрастните радосно го поздравиле Клод во црквата. Тој се чувствувал среќен и многу пријатно, уживал во програмата на саботната школа. И следната сабота тој отишол во црква, а потоа и она следната сабота. Почнал да ја чита Библијата и другите книги што ги поземил од луѓето во црквата. Во една книга прочитал за едно момче кое сакало да им сведочи на луѓето, на другите луѓе за Бога. Во приказната момчето го прашало својот татко како може најдобро да им сведочи за Бога на другите деца. Таткото одговорил: напиши ги твоите омилени библиски стихови на неколку листови и подели им ги листовите на другите деца. Ова идеја многу му се допаднала на Клод. Тој веднаш почнал да ги запишува своите омилени библиски стихови на ливчиња и им ги давал на другите деца. Наскоро некои од нив почнале да доаѓаат во црква со Клод. Четворица од нив му ги пределе своите срце на Господа по пат на библиско крштевање. Денес Клод има 15 години и го завршува основното училиште. Тој се уште им дава на другите деца ливчиња на кои се напишани библиски текстови. Го сакам Исуса, изјавува тој. Поради жртвата на крстот знам дека Исус ми ги прости гревовите. Благодарен сум за тоа. Ќе продолжам да ја ширам Божјата реч, додека се подготвувам за скорешното Исусово доаѓање. Еве интересно искуство на ова младо момче кој имало тешко детство, но еве во млади години, на 15 години, сторил завет со Господа по пат на библиско крштевање. Еве, толку беа вестите за ова утро, за ова наша емисија. Одиме сега повторно со една убава христијанска песна. Sreće je to upoznat spasa, živjeti s njim. Do svakog časa pevamo sad i svega glasa. Sreća je samo Bog. Sreća je to upoznat spasa, živjeti s njim. Do
svakog časa pevamo sad, i svega glasa sreće je samo Bog. Kako je predivno upoznati spasa, kako je predivno biti samo sa njim, i zato pevamo iz svega glasa, živimo za našeg spasa, jer predivno biti zauvek sa njim. Sreća je to sve život dati Gospodu svom, i dobro znati da će spasenje svima dati, sreća je samo Bog. A kako to da nestade bola moj, ja znam tu tajnu, u tvom je srcu Bog, mom je srcu Bog. Kako je predivno upoznat spasa, živjeti s njim, tu svakog časa pevamo sad, i svega glasa sreće je to, upoznat spasa pevamo i svega glasa, živimo za našeg spasa, jer predivno biti zauvek sa njim. Jer sreća sa je služit Isusu. Evo nepovtorno во емисија, почитувани гледачи, поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и во живо ја следите и ја пратите ова наша утринска програма Добро утро, која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Имаме гледачи од Македонија секако најмногу, од Скопскиот регион, од Кавадарци, Неготино, Колешино, Струмица, Битола. Имаме и од соседството, од Бугарија, од Србија, поздрав до сите наши гледачи во Србија, во Германија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Словенија и во Австралија, Америка и во многу други земји во Европа. Во наредните неколку минути би сакал да зборувам за цвеклото. Идеална храна за зимските месеци. Вело дека може да поправи многу од она што е расипано во организмот. Значи, цвеклото може да поправи многу работи што во нашиот организам е расипано. По потекло е од крајбрежјето на Средоземното море. Цвеклото било познато и употребувано од древните народи за здравствени цели. Денес се смета за едно од најкорисните и најлековити култури, е богато со навистина широка лепеза на корисни елементи, идеална намирница за долгите и зимски денови. Верувам дека го користите, почитувани гледачи, цвеклото, но еве сега со ова што ќе ви го пренесам, сакам да ве поттикнам уште повеќе да го користите, да го користиме сите цвеклото во нашиот секојдневен живот, во исхраната. Енергетска вредност на цвеклото е големо. Цвеклото е навистина богато со елементи кои што се важни за исхраната и за здравјето. Има многу, има фосфор, калиум, магнезиум, железо, флуор, сулфур, јод, бром, литиум. Важно е да се истакне дека цвеклото има голема потреба од цвекло, голема потреба има нашиот организам. Влакната што ги содржи цвеклото може да го намалат нивото на холестеролот во крвта и до 40%. Цвеклото се потребува како помош при лекување на маларија, акутни фиброзни болести и на грип во почетен стадиум, како и крвниот притисок го регулира, особено нискиот крвен
pritisak. Redovno konzumiranje na cveklo može da spreči pojava na prošireni veni, posebno kad ženite, nanosite, znači koji imate prošireni, pa i kad mažite svekako, cveklo to pomaga. Iako količestvo to železo što go sadrži cveklo te ne je mnogo visoko, nego i od kvalitete izvanreden. Železo to od cveklo to je moćno sredstvo za čišćenje organizma na toksini, znači na otrovi. Cveklo to osobeno se preporučava kaj trudnici poradi visoko nivo na folna kiselina. Sokot od cvekloto ja stimulira работата на црниот дроб и на жолчката и спречува запек. Сокот од цвеклото во комбинација со сок од морков помага и одличен лек за гихт, за болести на бубрезите и на желучниот мехур. Познато дека цвеклото може да помогне кај многу други заболувања, главоболка, забоболка, дизентерија, кожни проблеми, менструални болки и така натамо. Поради содржината на силицилна киселина во организмот делува против воспалението. Присуството на јодот го прави драгоцен во борбата против атеросклерозата и во заболувањето на процесот на старење. Го забавува, значи, процесот на старење. Цвеклото е многу важна исхрана како намирница во животот на многу луѓе. И затоа, почитувани гледачи, еве порака од нас, веднаш одете на пазарот или во продавница, не е скапа цвеклата, значи кај нас има негде половина евро, 30 до 35 денари килограм, меѓутоа се е корисно цвеклото. Еве, Сови вели, не фрлајте ги листовите од цвеклото, тие се богати со бета-каротин, фолна киселина, хлорофил, витамин С и железо и од нив може да направите зеленкав каша сок и да ги подготвите го подготвите како спањак. Значи може со ориз да се замеша, да замените спањак листовите од цвекла. Еве, тоа беа нашите совети, нашата препорака за овутро да користиме што повеќе цвекло во жива состојба. Може се ренда, може да се вари, да се прави сок. Познати се многу совети на луѓе кои имале рак, 40 дена постеле, пиеле само сокот од цвекло и биле успешни во лекување. Така да, еве, порака од ова утро, за сите нас, дека многу работи што се расипале во текот на животот во нашиот организам, целкото може да помогне да се излечиме. Одеме сега повторно што уште една песна, почитувани гледачи. А потоа се враќаме повторно во нашата програма. So you
Еве повторно во емисија почнува гледачи, следува рубриката Кратка порака од Библијата од Светото писмо. Во овој емисија во наредното ќе зборуваме во два дела за младите и за постарите. Можно ли младите и постарите да се сложат и да живеат заедно? Некои млади се уделуваат од постарите, ги оставаат на страна, тие се селат во друг град или во друга куќа, во друг стан. Меѓутоа, оно што денеска провеува во таа млада генерација, дека не можеме да се сложиме со постарите. Се чини дека така би можело да се проследи според забелешката што е запишена во една од најстарите книги на светот, во книгата Учењето на Птахопат. Еве што пишува. Во овие страшни времења младите заборавиле своето достоинство и на честното однесување што го спроведувале во дело нивните предци. Младите луѓе лекомислено ги терат своите коли низ улиците, не обрнувајќи се на животот и на децата. Нашите тешти, млади, те жени го шминкаат лицето, ги црнаат вегите и ги бојодисуваат ноктите. Сите тие заборавиле на почитувањето што им го должат на годините и на мудроста и на почитувањето што треба да го покажат кон луѓето со седа коса. Каков е односот на младите кон постарите? Оно што го мислим по младата генерација за постарата во голема мера зависи од возраста и од личноста. Некој тоа го изразил на овој начин. 8-годишникот мисли, еве човек, дете од 8 години вака мисли. Мојот татко е мошне мудар, тој знае се. Дете од 14 години вака размислува. Мојот татко не е толку паметен како што сум мислил, тој не знае се. Младич или момче од 25 години размислува. Мојот татко е старомоден, не ме разбира ниту мене, ниту времето во кое живеам. 40 годишникот размислува вака, сега го разбирам мојот татко. Тој обично беше во право и сите негови начела беа добри. Во Библијата постојат многу записи за недоразбирање меѓу младите и старите. Во една од најстарите книги на Библијата, книгата на Јов, младиот Елијуј му кажува на Јов, кој страда и притиснат во својата несреќа и болест. Јас сум мал по години, а вие сте старци, зато јас се плашев и не се осмелував да ви го кажа моето мислење. Јас и велев, нека говорат дните на многолетието, нека поучува на мудроста. Но има дух во човекот и духот на Седржителот го вразумува. Не само многолетните се мудри, ниту само старците знаат што е право. Затоа велам, и слушајте ме, ќе ви го кажам и јас моето мислење. Значи, тоа е едно размислување на еден од посетителите кои били кај Јов, еден меѓу нив бил најмладиот. Во плачот на Еремија постојат неколку стихови во кои се истакнува дека на постарите не им се укажува никаква почит или љубезност. Илија се жали дека младите се бунат против авторитетот на своите старци. Од наведените текстови можеме лесно да заклучиме дека јазот меѓу генерациите не е ништо ново. Дека секогаш донесувал неприлики и дека луѓето морале да вложуваат напори за да го надминат неговото негативно дејствување. И денеска може да кажеме, почитувани гледачи, на жалост постои тој јаз помеѓу младите и старите. Значи, постои тој јаз меѓу генерации. И затоа Библијата не учи, во псалмите пишува, пред седа коса стани, почитувај го. Може тој стариот нема некоја диплома, може би нема некоја голема школа, меѓутоа има животно искуство, што со никакви пари тоа не може да се купи. И затоа Библијата не учи петата заповед, или почитувај ги родителите, таткото и мајката, да ти се продолжат деновите на оваа земја. Така да, денеска, ете во ова тема, зборувавме за почита кон постарите. На жалост, ѓаволот сака да предизвика генерацијски јаз, да ги одвои,
Меѓутоа, на старите им е потребна младоста на помладите, а на помладите им е потребна староста како искуство, луѓе кои поминале низ овој животен век, а младите допрва ќе одат по тој пат и многу може да научиме од постарите како совет. Ако тие некаде погрешиле, да не пагеме ние во истата дупка, да не пагеме ние во истата провалија, туку да одиме побезбедно. Нека навистина Господ ни помогне да имаме респект кон нашите стари, додека се уште живи, кои ќе заминат, веќе ништо не можеме да сториме за нив. Еве, тоа беше кратката тема. Денеска зборувавме за младите и постарите, да имаме респект кон старите, да ги почитуваме и узаемно да чекориме во животот. Одиме сега со уште една песна, потоа ќе одиме при крајот на ова наша емисија да ја и одјавиме. Би сакал, почитувани гледачи, да денеска ви ја рекламирам книгата Големата борба. Во самите вести слушнавме дека момчето Клод, додека шетало по улиците на неговиот град, едно момче му понудило книга, токму книгата Големата борба. Еве, сите вие кои сакате да имате ова книга, навистина е прекрасна, Големата борба, и тоа бесплатно, ќе ве испратиме по пошта или нашите соработници ќе ви ја донесат на ваша домашна адреса. Значи, тоа е вековна борба помеѓу Христа и сатаната.
kako se grevот појавил, што се случувало во минатото, во средниот век кога христијаните били прогонувани, дори на ломачен во оган биле палени и што не очекува во скорешни дена. Се е овде запишано. Доколку сакате, пишете во нашата програма, на нашиот мейл или на нашиот телефон, јавите се, а ние бесплатно ќе ви ја испратиме. Ова книга има некаде околу 700 страници, навистина капитално дело, книга која ќе ве воодушеви и нема да ве остави равнодушен. Сите вие кои сакате да ја проучувате Библијата по дописен пат, еве ви нудиме можност, тоа е дописната библиска школа Библијата зборува. Да ја видиме сега и самата реклама. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Почитувани гледачи, полека дојдовме до крајот на ова денешна утринска програма Добро утро. Емисија која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Денеска, како што спомнав на почетокот, го трошиме 13-тиот ден од оваа нова година, календарска година, и затоа ние како редакција сакаме на сите вас да ви понудиме еден убав новогодишен календар. Еве јас го покажувам, но одреже ќе го покажа да го видите од близу. Значи, сите вие кои сакате да го имате овој календар бесплатно, слободно обратете се до нашата редакција, ние ќе ви доставиме на начин како што ние ќе го пронајдеме, дали нашите соработници ќе го донесат. Затоа јавите се на време, имаме уште неколку парчиња, бесплатене, значи овде имаме листови за секој месец и напишани се државните празници, така да доколку сакате да го имате овој новогодишен календар, еве пишете ни, а ние ќе се потрудиме да ви го доставиме до вашата домашна адреса. Бидејќи немавме емисии во минатите денови, а календарот ни стаса после нова година и затоа еве денеска го покажуваме да го имате и вие во ваша собственост. Значи, доколку сакате, еве сега може да го видите на екранот, значи бесплатен е. Поздрав ќе биде од нашата редакција до сите вас кои сте наши гледачи во странство. Не ќе може да го испратиме, зашто процедура е скапа е поштарината, но ако сте од Македонија, напишите ни, а ние ќе најдеме начин да ви го доставиме во наредните денови на ваша домашна адреса. Еве, почитувани гледачи, полека дојдовме до крајот на ова денешна утринска програма. Уште еднаш ви благодарам на вашето внимание и вашето време што го одвојувате да бидете дел од нашата утринска програма. Доколку имате ваши сугестии, ваши прашања, желби што сакате да ги имаме во ова наша програма, пишете ни, јавете ни, а ние ќе се потрудиме да ги изнесеме и да ги прифатиме ако се секако прифатливи. Ако имате некој ваше искуство, може да дојдеме да го снимиме или вие снимите го аудио, а ние ќе го пуштиме да се охрабриме, да ги охрабриме многу луѓе кои може би имат проблеми, искушенија, но вашето искуство ќе им помогне да се охрабрат и да бидат оптимисти во животот. Еве ви посакувам пријатен викенд, утре е сабота и недела, останете со здравје, ви закажувам нова средба во понеделник во исто време со почеток во 9 часот. А до тогаш, секое добро од Господа. Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта.
Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо од студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на Радио Глас на надежта. Се гледаме.